Советот на општина Виница денеска ја одржа својата 15-та редовна седница. Улицата Иво Лола Рибар во Ромското Мало ќе добие приоритет за асфалтирање со средства од општинскиот буџет, за да може рационално да се искористат средствата кои се нудат од програмата Ромет 2 за изградба на потпорни ѕидови на сите критични места во Ромското Мало. Советот денеска едногласно ја поддржа и одлуката за донесување на предлог одлука за донесување на детален план за УБ-18 за урбанизација на поголем дел од Ромското Мало. На предстојниот повик за реализација на проекти во рамките на програмата за зачувување на природата во Македонија, општина Виница ќе аплицира со проект Едукативен центар за зачувување на природата, кој ќе биде лоциран во живописниот предел на Блатец. Општината во предстојниот период треба да изготви бизнис план за издржливост на проектот во следните 10 години, а висината на средствата е 150.000 швајцарски франци неповратен грант. Советот даде позитивен сигнал за новата иницијатива за преадаптација на постоечкиот објект во центарот на Блатец, во кој беше сместена управата на поранешната општина Блатец. Барањето од средното општинско училиште Ванчо Прке, општина Виница да кофинансира дел од проектот воведување една смена во училиштето, најде на жестока реакција од опозицијата. Училиштето бара 100.000 денари од локалната самоуправа за преадаптација и реконструкција на дел од постоечките простории, средства кои според опозицијата не се многу, но нема потреба да се даваат на средното училиште, затоа што секоја година училиштето покажува добивка на крајот на годината. Сепак мнозинството ја поддржа одлуката, а средства во висина од 50.000 денари беа изгласани за Бојан Серафимов за учество на меѓународните надпревари во јули и август. 60.000 денари се одобрени за општинската организација на Црвениот крст, како и 20.000 денари финансиска помош за лекување. Меѓу другите информации беа разгледани и усвоени информацијата за состојбата со невработеноста во Виница, за спроведување на пролетната сеидба за работата на шумското стопанство Плачковица, како информацијата за квалитетот и снабденоста со вода за пиење на Блатец. Но оваа 15-та редовна седница советниците се изјаснија и за утврдување на правен статус на објектите на Диме и Митко Веселиновски од селото